Добро вечер, почитувани гледачи. Полициските блокади кои беа поставени на улицата 11 октомври и Тодор Велков во Куманово попладнево се тргнати. Улиците кои беа затворени за сообраќај се отворени, а сообраќајот се одвива мирно и нормално. Кумановци поминуваат со автомобили, а непречено се одвива и превозот на патници со автобуси. На овие улици се сместени државни институции и установи, судот, СВР Куманово, општината, подружницата на Македонска пошта, како и неколку подружници на државни институции. Мирно и безбедно се чувствуваат кумановци кои утрово поминуваа низ улицата 11 октомври, која до попладневните часови беше блокирана за сообраќај. Кумановците велат дека полициското присуство само ја зголемува безбедноста во градот. Една недела по полициската акција за разбивање на терористичката група во населбата Тоде Мендол, животот во населбата целосно е нормализиран. Жителите благодарни се на помошта која добиваат од институциите, но и од невладините организации. Сосема вообичаен ден во Куманово. Улиците во централното градско подрачје 11 октомври и Тодор Велков се уште се блокирани за сообраќај. Оние што поминуваат тука велат се чувствуваат безбедно. Дуќанџиите сметаат дека присуството на полицијата само уште повеќе ја зголемува безбедноста во градот, но се жала дека од друга страна по случувањата во Куманово им опаднал прометот. Безбедно и мирно се чувствуваат кумановци. Сега е мирно. Мерки на предпазливост, народот не е многу раздвижен. Намалена работа. Мирно и вчера беше мирно, не е проблем преку ден. Ја лично не чувствам ника загрозеност по мојата безбедност. Си поминувате овде на блокиране? Да, не, без проблеми. Сега безбедно е, одат луѓето, се движат. Безбедно е, за сега не слушам ништо, меѓутоа секако да се во нешто во исчекување. Одлично, че име милицијата и она не чува. Добри сме, движиме се, све е во ред. Само Бог нека дава здравје. Жалостно е оние децата, 8 родители, фамилија, а и цел свет е побунија. Сакамо државу мир, да се донесе спокој мир за младиве деца. Од друга страна, точно една недела по полициската акција за разбивање на вооружената терористичка група во населбата Тоде Мендол се одвива нормално. Жителите чии што домови беа разурнати кажуваат дека се благодарни за хуманитарната помош која пристигна првино од надлежните институции, а потоа и од Црвениот крст, но и невладини организации. Сега мирно, ситуација е добра, сега нема ништо, се у реду. Имавте помош? Па земама. Задоволни сте од пружената? Добро, до сега добро. Фала од сите страни. Црвен крст ни дадува пакети, основни наmirnici тие што треба. Мислам дека завршен проценкава, да. Имам доверба во институциите дека гледам по овака по луѓето дека сите се солидаризирани со нас цивиливе и така. Хуманитарно добиваме, сваки ден добиваме хуманитарно до нас луѓе. Нема што туј, не може да кажеме не се донели. На оштетувањето овој 50%, долниот спрат, а горниот спрат 100%. Според првичните проценки, 66 куќи и 121 семејство што живее во кумановската населба Тоде Мендол претрпеле материјална штета изминатиот викенд. Тоа беа првичните информации кои ги соопшти општина Куманова во текот на неделава. Комисии составени од владени представници од општината веднаш на почетокот од работната недела излегоа на терен и вршеа проценка на имот. Владата одржа седница и донесе акциски план со кој се предвидуваше формирање комисии за проценка на штети, првична хуманитарна помош за оштетените, помош за плаќање наемнина, еднократна парична помош, обештетување во висина од 100% од проценетата штета на терен. Општина Куманово исто така одвои 2 милиони денари. Црвениот крст дистрибуира 610 пакети со храна, вода, хигиенски средства, чизми, кебиња. Екипи на комунални предпријатија, јавно предпријатие Чистота и зеленило Куманово и комунална хигиена од Скопје ја исчистија населбата. По завршување на целосната проценка на оштетувањата и согласно акцискиот план на владата, предвидено е, а и потврди од комуналното предпријатие од Куманово, дека во соработка со државни институции, со механизација ќе се изнесе градежниот шут. Општинската организација на ВМРО ДПМН ги повика граѓаните да присуствуваат на собирот кој ќе се одржи в понеделник во Скопје. Митингот ќе биде мирен, достоинствен и плод на разумот на секој граѓанин, вели Петковски, претседател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Куманово.
Соборот в понеделник ќе биде народен одговор на сите сценарија за дестабилизација на Македонија, изјави претседателот на општинската организација на ВМРО ДПМН од Куманово Драган Петковски на денешната пресконференција, на која ги повика граѓаните да присуствуваат на митингот кој ќе се одржи на 18 мај во Скопје. ВМРО ДПМН заедно со македонскиот народ, со сите граѓани, со албанците, турците, власите, ромите, србите, бошњаците и сите други ќе излезе на голем народен митинг за поддршка на силна и стабилна Македонија. Тука сме за Македонија. Ова е нашата демократска битка. Битка за почит кон нашите предци, битка за иднината на следните поколенија. Петковски вели дека митингот ќе биде мирен, достоинствен и плод на разумот на секој граѓанин. Додаде дека со овој собир повикуваат на стабилна, силна и економски развиена Македонија. Граѓаните на Македонија ќе излезат за да покажат дека се за почитување на правото на глас, за почитување на изборната волја, за отварање на нови работни места. Граѓаните на Македонија ќе покажат дека се за новите фабрики и автопати. Граѓаните на Македонија ќе излезат за да дадат поддршка на безбедносните сили, за зачувување на државните приоритети и интереси. Петковски потенцираше дека со присуствување на митингот в понеделник граѓаните ќе покажат дека не дозволуваат заради личен или партиски интерес државата да биде турната во правец, кој според Петковски ќе е на штета на граѓаните. Македонската економија ќе расте најбрзо во регионот, проектира Европската банка за обнова и развој во својот последен извештај. За оваа година е предвиден раст на БДП од 3,5%, а до година за 3,7%. Сите прогнози на релевантните меѓународни и домашни институции прогнозираат дека македонската економија оваа исто и следната година ќе го продолжи трендот на раст на економијата. Ризиците кои може да влијаат на растот според банката се од внатрешна природа и произлегуваат од нестабилната политичка состојба. Перспективите за економиите во југоисточна Европа се подобруваат како последица на монетарните олеснувања во еврозоната, по слабото евро, по ниските цени на стоките за широка потрошувачка и се поголемата важност на националните политики, сметаат од ЕБОР. Банката проектира повисок раст на државите од југоисточна Европа до 2,3% годинава и до 2,8% во 2016. Најголем ризик за да не се остварат ваквите проекции се високите нивоа на нефункционални кредити и несигурноста во однос на преговорите на Грција со кредиторите. За разлика од Македонија, во Албанија главните ризици произлегуваат од аранжманот со ММФ и последиците од големите поплави на почетокот на годината. Државата според ЕБОР ќе има раст од 2,5% годинава. Растот во Босна и Херцеговина се очекува да забрза и да достигне исто така 2,5%. Економијата на Црна Гора ќе оствари раст од 3,5% годинава. Големи придобивките, мощната економија ќе има од голем проект за автопати и зголемените приливи од туризмот. Политичката несигурност и големиот пад во индустријата на електрична енергија се причина зошто ЕБОР ги намали проекциите за економијата на Косово за 2015 година од 3,5 на 2,5%. Поради се уште присутните последици од големите поплави и новоспроведените мерки за штедење, согласно програмата на ММФ, Србија ќе постигне скромно заздравување од 3% годинава, смета ЕБОР. Во Прилеп започна исплатата на субвенциите. Според Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, субвенции има за сите тутунари, без разлика кај кој откупувач го предале родот. Прилеп почна исплатата на субвенциите за минатогодишната реколта тутун. Според потрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, субвенции има за сите тутунари без разлика кај кој откупувач го предале родот. Ланската реколта тутун беше тешка околу 25.000 тони, од кои нешто повеќе од половината, 13.000 тони се од Прилепско-пелагонискиот регион. За прилепските тутунари се обезбедени околу 13 милиони евра, од вкупно 25 милиони за исплата на субвенциите
за целата реколта, информира Коста Дурланов од подрачната единица на Министерството за земјоделство. Тутунарите се нестрпливи што поскоро да ги подигнат парите зашто велат сега е во тек расодопроизводството. Според подрачната единица за новата реколта тутун се подигнати 11.100 бели картони или околу 1.500 помалку од лани. По краткотраен протест на пругата, жителите на Режановце се договорија со македонски железници за поставување цевки за канализациона мрежа. Вела дека ова е единствениот начин да добијат канал и да го решат долгогодишниот проблем. Откако ќе бидат поставени цевки на пругата, канализацијата ќе се гради со грант во висина од 3 милиони евра, наменет за селата Режановце, Речица и Којнаре. Жителите на Режановци излегоа на мирен протест со цел да го остварат своето барање за вградување канализациона цевка во пругата. Протестот набргу беше прекинат откако добиле одговор од македонски железници дека барањето на местната заедница ќе биде исполнето. По ова изведувачите продолжија со градежните работи на теренот низ селото за реконструкција на делницата Куманово-Белјаковце, која е дел од проектот Железнички коридор 8. Од местната заедница вела дека не се против изградбата на пругата, која ќе донесе бенефит не само за Режановце, туку за целиот регион, но појаснија дека поминувањето на каналот токму тука е единствениот начин да го решат деценискиот проблем. Ние конкретно бараме, да се прекопа пруга која е главна, за да може канал да влезе во село. Доколку не се прекопа пруга, Режановце нема да има канал. И општина се вади на тоа, градоначалник вика, ако се прекопа пруга, има одобрение и од општини и проектот има. Мештаните вела дека повеќе од 20 години бараат од надлежните да постават канализациона мрежа во селото како што има во соседните Лопата и Опае. По поставување на цевка понатаму канализационата мрежа ќе треба да ја спроведе општината со средства од Светска банка во висина од 3 милиони евра, наменети за решавање на проблемот со канализација во неколку села. Многу е тешко, без канализација не можеме се, и тој што на ваде имамо септички тие јаме, свак месец треба да се чисти, да се плаќа. Исто немамо, све што садимо све е загадено. Све иде в химикалија све. Јас сум како најстар жител тука во Режановци и чак што више и сум бил порано председател на местна заедница, после тога кој е било договорено пред 10 години за да се направи канализација за село Режановце и за Лопате. Меѓутим, да дојде за Режановце до пруга, а за Лопате да дојде до школа. После тоа, идучата година, зашто нема средства, што ја за мотивација беше, и поради тоа, кроз Лопате ставија канализација, кај нас, ево, уште 10 години пројде, не се продолжи. Заради тоа се извадија, нема средства, ајде после на железница се вадеа, дека да се пројде преко пруга и тоа работа. Инаку селото Режановце брои околу 200 куќи со над 1000 жители, а населението претежно се занимава со земјоделство и сточарство. Интензивните зафати за градба и реконструкција гарантираат унапредување на имиџот на општината и функционалноста на патната мрежа во градот. Во таа насока стартува и оваа градежна сезона во општина Крива Паланка. Повеќе во продолжение. Градежната сезона во Крива Паланка започна со досредување на дел од споредните улици во Осичка Мала, кои поради зимските временски прилики не беа комплетно довршени. Предстојната градежна сезона ќе биде во знакот на 3 инфраструктурни проекти. Со средства од Светската банка ќе се асфалтираат улиците Ацо Шопов во населба Лозаново, патот од спојот на М2 до централниот пат во село Конопница и патот од црквата Свети Теодор Тиром во село Конопница до местноста Далноводци, информираше првиот човек на општината Алексовски. Она што сметаме да се посветиме посериозно, тоа се 3 проекта во однос на инфраструктурата. Тоа е почеток и со асфалтирање на улицата Ацо Шопов во населба Маневци, потоа патот од спој М2 до централниот пат во село Конопница, како и патот кој води од црквата во село Конопница преку Лиска до Деловодци. Значи тоа се 3 патни правца со кои ќе одиме во оваа градежна сезона со средства од преку Светската банка, од заемот на Светската банка од владата на Република Македонија. Ќе биде финализиран и проектот за фекална канализација за местноста Бојанов дол, бидејќи тендерската документација е во завршна фаза.
Веќе е ислезен тендерот за регулација на Бојанов дол, значи тендерот е во поодмината фаза, мислам дека во текот на наредната недела завршува, така да и овој проект ќе се заврши. Останува, значи, еволуација на понудите, избор на изведувачи. Мислам дека тоа би било во текот на месец јуни би можело да се почне со работа. Годинава ќе започне со реализација и проектот Висока зона Лев брег, кој е влезен во тендерска процедура и со кој за секогаш ќе се решат проблемите околу водоснабдувањето. Оној проект кој имавме и доста проблеми околу тоа каде ќе оди, што ќе оди, а и воедно ни е најголем проект, тоа е Висока зона Лев брег, веќе е влезен во тендерска процедура, што може да кажам дека оваа година исто така и тој проект ќе почне да се работи. Воедно овој проект кој ќе го правиме, значи ќе се прави воедно и шеталиштето кое го планираме по вадата да биде. Проектите се дел од изборната програма на градоначалникот на општината за периодот од 2013 до 2017. Интензивните зафати за градба и реконструкција гарантираат унапредување на имиджот на општината и функционалноста на патната мрежа во градот. Учесниците на 8-та македонска книжевна визита по повод 100 годишнината од раѓањето на еден од основоположниците на современата македонска литература Венко Марковски, денеска ќе го посетат неговото вечно почивалиште на Софиските градски гробишта. По повод 100 годишнината од раѓањето на еден од основоположниците на современата македонска литература Венко Марковски, учесниците на 8-та македонска книжевна вита ќе го посетат неговото вечно почивалиште на Софиските градски гробишта. Како што јави дописникот на МИА за ликот и делото на Марковски, пригодна беседа ќе одржи поетот Братислав Ташковски. Во културно-информативниот центар на Република Македонија во Софија на бугарските поети Елка Њаголова и Бојан Ангелов им беа врачени наградите Македонски книжевен дедал. Наградата ја доделува книгоиздателството Макаве од Скопје на проминентни бугарски автори во рамки на манифестацијата Македонска книжевна визита за придонес во афирмацијата на македонската книжевност во Бугарија. Се одржа и тркалезна маса на која македонски и бугарски книжевници, преведувачи и издавачи разменија мислења за трендовите предизвиците во литературата на двете земји во 21 век. Македонскиот културно-информативен центар во Софија доби донација од 250 книги изданија на Макавеј по повод 10 годишнината од формирањето на оваа институција. Сочествувањето на Марковски црпена е програмата на овогодинешната 8 поред македонска книжевна визита во Софија. Тридневната манифестација организирана од книгоиздателството Макаве во соработка со Македонско културно-информативен центар во Бугарија, а е помогната од Министерството за култура на Република Македонија. Кина во Бразил ќе инвестира 50 милиарди долари во инфраструктурата. Турција побара од НАТО да делува против ИСИС. Двајца студенти се убиени за време на студентските протести против образовната политика во Чиле. Ова се вестите од светот. Премиерот на Кина Ли Кечијанг идната недела во Бразил ќе подпише договор за кинески инвестиции од 50 милиарди долари. Кинезите сакаат да инвестираат во изградба на железничка пруга од брегот на Атлантскиот океан до перуанскиот брег на Пацификот за да се намалат трошоците за доставување сировини од Јужна Америка. Покрај тоа, во план е и вложување со Бразил во заедничко производство на челик. Кинески инвестиции ќе има и во производство на автомобилски делови, енергетика, пристаништа и хидроенергија. Турција повика на решителни действија на земјите од НАТО против значајната закана од групата Исламска држава на низината граница. Турскиот министер за надворешни работи Мевлут Чавушоглу објаснил дека ова прашање ќе биде главна тема на средбата на министрите за надворешни работи на НАТО, што денеска и утре се одржува во Анталија. Турција во минатото повикуваше на формирање безбедносна зона на сириската територија за да се заштитат незините граници, но оваа идеја најде наладен прием кај незините западни сојузници, забележаа француските медиуми. Двајца студенти на 18 и 24 годишна возраст се убиени за време на протестите против образовната политика во Чиле. Двајцата студенти биле убиени откако 22 годишно момче започнало да пука, бидејќи демонстрантите се обиделе да стават постери над зидовите на неговата куќа. Илјадници студенти и наставници се судрија со полицијата барајќи подобар квалитет и поевтино образование во длабоко нееднаквото општество на Чиле.
Младинската ракометна школа на Вардар со филијала во Куманово веќе 8 месеци успешно работи. Познатиот тренер Миодраг Јовановски е задоволен од она што досега е сработено и најави дека во наредниот период ќе пристигнат вистинските резултати. Младинската школа на Вардар преку својата филијала во Куманово се обидува да анимира што поголем број на младици кои во иднина треба да станат успешни во овој спорт. За досега сработеното побаравме мислење на еден од тренерите Миодраг Јовановски. Нашата школа или академија Карпуш Вардар започна од септември. Еве значи 8-9 месеци како работиме со деца од 8 до 12 години и од 12 до 18 години. Значи тоа е школа поделена на два дела, каде имаме мини хандбал и ракомет кој тренираме со овие млади деца. Како што слушнам, 18% од млади се занимава со спорт. Значи тоа е многу малку и затоа ги повикувам сите млади кои сакаат да учествуваат кај нас во нашата школа, да дојдат, да се запишат, бидејќи спортот е дружба и служба и се најво се наоѓа во спортот. Во една одека треба да биде на некој начин регрутација за едните асови на Кумановскиот ракомет. Од идната сезона сигурно ќе стартуваме на друг начин. Тоа нека биде нешто друго што ќе го најавиме кога ќе отидеме у Скопје, кога ќе добиеме нови договори со ова и најверојатно нашата школа Карпуш Вардар ќе биде номинирана за следната година и да потпише договор на 3-годишна соработка со екипата на Вардар. Викувам сите мои другарчиња да се вклучат во било кој спорт, бидејќи со спортот можеме да се изградиме како здрави личности. Мислам дека ракомет е многу добар спорт и Куманово е познато по ракомет и имаме многу репрезентативки. Овдека тренирам 4 месеци во ракометниот клуб Вардар. Мислам дека тука е многу убаво и ги повикам другарчињата што повеќе да спортуваат било кој спорт, зашто спортот е здраво да се спортува. Во овој момент во клубот работат над 70 младици, а се очекува бројката во наредниот период да биде уште поголема. Во вестите од меѓународниот спорт донесуваме. На завршниот кошаркарски Final Four во Мадрид, во финалето ќе се сретнат Реал Мадрид и Олимпијакос. Ноќеска во НБА лигата победи забележаа Голден Стейт и Атланта. Според италијанските медиуми, тренерот на Реал Мадрид Карло Анчелоти се сели во Манчестер Сити. На завршниот кошаркарски Final Four кој се игра во Мадрид во големото финале ќе се сретнат екипите на Реал Мадрид и Олимпијакос. Во првото полуфинале гледавме мощен интересен напревар во кој се потврди дека Олимпијакос е мајстор за вакви надпреварувања. Предводениот од одличниот Спанулис, грците во последната четвртина го решија мечот во своја корис. Иако според сите прогнози ЦСКА беше фаворит, рускиот состав не успе да го издржи притисокот и на крајот мораше да потекне пред подобриот противник. На крајот Олимпијакос ЦСКА 70-68. Стандардно најдобри беа Спанулис со 13 и Принтези со 14 поени и беа главните креатори на победата. ЦСКА пропушти уште една шанса да игра во финалето. Во второто полуфинале, кое се очекуваше да биде многу поинтересно, тоа не се случи бидејќи Реал не дозволи никакво изненадување. Одлични шутерски беа расположени кралевите, додека Фенербахче немаше противигра за таквиот развој на настаните. Во еден момент Реал имаше водство од 27 поени и практично во тој момент беше решен надпреварот. Во Реал одлични беа центарот Ајон со 18 и Ривер со 17 поени, додека кај Фенербахче се истекна Гадлок со 26 и Весели со 20 поени. Големото финале помеѓу Олимпијакос и Реал Мадрид е на програмата во недела во 20 часот. Ноќеска во НБА лигата ги добивме двата учесника во конференциското финале. Атланта по победата над Вашингтон 94-91 заслужено се избори за финалето на истокот каде ќе се сретне со Кливленд. Победата на Атланта ја донесе тројката Керол со 25 поени, потоа Милсап со 20 поени и на крајот Джеф Тик со 20 кошеви, додека во Вашингтон се истакна расположените Бредли Бил со 29 и Џон Вол со 20 кошеви. Голден Стейт, неспешната екипа во регуларниот дел, го продаде епитетот, откако го совлада лесно Мемфис со 108-95 и се избори за финалето во западната конференција, каде ќе го чека подобриот од мечот помеѓу Клиперс и Хјустон. Уште една блескава партија прикажа Стефон Кари, кој реализираше 32 поени, од кои 8 тројки и Клеј Томпсон со 20 кошеви. Тренерот на Реал Мадрид Карло Анчелоти според италијанскиот спорт Медиасет потпишал пред договор со Манчестер Сити и од следната сезона ќе го води овој тим. Иако голем дел од фудбалерите на Реал Мадрид биле на иницијатива Анчелоти да остане во Мадрид, сепак раководството одлучило да му се заблагодари за услугите.
Италијанскиот стратег на клупата на Сити ќе го замени чилијанецот Мануел Пелегрини, кој на крајот на сезоната ќе добие отказ. Во текот на кариерата Анчелоти има работено во повеќе екипи, а ги издвојуваме Реджана, Парма, Јувентус, Милан, Челси и ПСЖ. Времето беше сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен ветер. Следува метео за североистокот. Ви благодарам на вниманието. Имајте убава вечер и останете со програмата на К3.